Кармело го избрка од лигата, Ајзеа Томас го избрка од лигата, Не ги Ајверсон, избрка. Треј Јанг ќе биде следниот таков играч. човекот кој ќе почне да се мушка вика по одбраната ти е како да сакаш да фатиш риба со гола рака. Тоа се Оклахома, Минесота, Денвер и Бостон. Значи, очекувајте шампион да биде еден од нив. Менче Атанасова, Точи. Изиграваме тука JJ Редик, ако можат они Леброн, може и ние. Не, Бовин не ни е спонзор, ама ќе ги Ризлинг, бркаме. Ајде, Ризлинг. живе. Драгите гледачи можат да не пратат со пијачка Да, по може да си сопствен избор. отворите по Ние собствен избор. мислам дека ќе алтернираме и со Не мора на повисок процент на алкохол да се пребацуваме, нека седи до 11%. само да кажеме да се пие одговорно. И, нели, ако сте underage, никако. Дај да видиме кај сме What up? Што Кај сме? имаме од NBA Кевин дешавките? Дурант го помина шек на 8 место на вечната листа. Скоринг. Да, и ако не се лажам сега за кратко време треба да помине уште еден. Па мислам дека Чемберлен е следен, ама му бега некој 1500-600 поени, нема да биде оваа сезона. Окей. Да, ќе биде тоа веројатно наредна сезона. Ама ја правев некои математики кога се спремавме и испаѓа дека се има 35 Дурантула, 35 години, што може онака оптимистички да му даеме да игра до 40. Не, Не? тоа многу е. Абе сега кој играле, не знам, Картер, овој оној до 40 и кусур, зашо да не игра Дурантула до 40? Па зашто? Затоа што не ми личи за играч од калибарот на Дурант да се влечка така како што се влечкаше Картер. Тоа Не, му... ама добро, гледај сега, Дурант на 35 игра го надмашува кариера авереджот у поени оваа сезона, така да ја мислам дека има он барем 3 јаки сезони Добро, од Картер, scoring wise. од Картер сега кој има многу Картер повеќе. се влечкаше уште на 32-3 почна да се Да. влечка. Да. И сега кој it only makes sense за скорер од типот на Од профилот на Дурант. KD да влезе у топ 10 Ми сега. трза осми. ракава цело време на кај виново, ќе отиде боцата денес. Слободно, тука сме, ајде, дур не најдеме спонзор, Хитчек е спонзорира со боци. Бовин ве молам ако гледате. Али да, ти имаше, како рече, некои интересни бројки за авериджот. Да, Дурант вака мене не ми изненадувачки, не знам на драгите гледачи дали ќе ги изненади, дека Дурант има повисок скоринг аверидж од Леброн Джеймс на пример во кариерата. Мада е тоа за децимали некој, Дурант е 27,3, Леброн е 27,1. Сега, Толку многу Леброн му бега во тотал поени. во тотал му бега многу. И сега ќе кажеш зашто. Да, затоа што Леброн прво доаѓа нели на 18, многу рано. Една година тука ќарува. Тука една година му ќарува, Дурант влага на 19, а друга ствар е што Дурант се мачеше со повреди. Пропушти цела сезона. Он се повредува у Голден Стейт у финалето, ама ја пропушта првата од Бруклин. Таа цела година не заигрува. И уште во Уште во Оклахома со Оклахома, стапалото има една сезона само со 25-6 утакмици. И во Бруклин има, мислам од Бруклин навака нема заиграно повеќе од 60 утакмици по сезона. Оваа сезона, да не го подречеме, е доста константен и имаше веќе 61 утакмица, мислам дека изиграно. Ние како што гледавме, Леброн има изиграно, како рековме, на истите години или како нешто? Па да, на Дурант оваа му е 17-та сезона и Леброн му бега за 200... Во 17 сезони, Во 17 сезони, исто сезони, Леброн му бега 200 утакмици, да. Што е повеќе изигран. стварно многу голема бројка. По исто бројка. број на одиграни сезони, ти да му бегаш, што се Да. вика 3 сезони. 3 сезони му бега. Многу и ова збори и за лонџевитито на Леброн. Апсолутно, да. Лебронскиот свака част. од почеток до сега, не вклучувајќи ги Лейкерс сезониве, али до Лейкерс нема сезона испод 71-2 утакмици. Точно. Ретко. Да. Со исклучок на, не знам, овие скратените сезони. Точно. Добро, али како и да е, се враќаме на KD со меѓу најаките scoring averages во историја. Да. Да. Па не знам тоа, треба да го провериме. Па добро, Вилт е сигурно најак со scoring average, ако гледаме. Добро и помладиве, сега Лука сигурно е боле, ама Лука е млад, нели? Не можеме да го земеме у предвид. Да. Дурант, еве,
со математиките мои не докажав. Значи, ако игра, сега збориме за топ of the топ прогноза, значи, у најбољи случај, ако игра уште 5 сезони, рецимо, и да не надмашуе 60 утакмици у сезоната, Добро. да го држи овој аверидж, би стигнал до трето, што значи би го прошол и Карл Мелоун. Точно. А еве да речеме, пошто може да се каже дека е injury prone, така, у задње време, да му даеме 3 сезони, уместо 5, со по 60 на утакмици од сезона со овој просек, го проаѓа Коби. И стига Тоа е под... пето, кое е? Тоа ќе му дое сега четврто. Мелоун е трет, Коби е четврт, значи би го прошол Коби. Ама од Коби до Мелоун имаме некои 2500-3000 поени. Да, добро. Во секој случај заокружува феноменална кариера, Да. и покрај тоа што би било, кад би било, во Golden State ако не освоеше, не знам дали ќе освоеше. Многу ги сакав OKC OKC таа сезона. феноменална екипа и не требаше да сиде. Водеа 3-2. ја Многу бев за прокоцка. нив таа сезона. Колку Многу го бев. пцуев, Господ знае колку го пцуев Дурант тоа лето. Ја имам контроверзен тейк малку за Дурант, Ајде. мора да кажам. Он е феноменален скорер, значи efficient, еден од Еден најчистите од најефишент така. шутери. од секој левел, од секоја позиција, тројка, двојка, слободни и тако дале. Ама според мене дали он ги прави играчите подобри со тоа што игра во екипата, на начинот на кој што не знам сега кој да кажам, Леброн, не знам, со Леброн е окей, онака споредба. Сега Леброн колку збори тоа за него што со каков пасер, каков мислител на играта, како стално гледа за другите да ги вклучи, знаеш, и со тоа е дојден до прво место на all time листа. Да. KD Пасер фрст. Пасер Pass first. first, KD за мене е чисто Чисто скорер. пуцач, скорер. Да. Ќе те напуни, ама екипата не го крева плафонот на екипата со тоа што он игра тамо. И е контровершал тейк малце, можда ќе ми скокнат Ја би кажал пример дека баскетбол IQ има многу високо Дурант и иако е офанзивен класично играч, јас сум видел и во одбрана на пример некои негови многу високо интелигентни вакво плеови. Али да, дека не ги разигрува доволно можда, премногу се ослонува на шутот. И со самото тоа што може он да избаци било кој шут преку може да го секого преку и тоа секого. да изгледа лесно, онака KD која шутира не изгледа како лош шут. Апсолутно. Ме разбираш? Да, секој шут изгледа добар шут. Секој шут изгледа од него како добар шут и тоа е за него како изговор. Океј, еве, добар е шутот, а не пола тие не се добри особено in the clutch. Да. И затоа уште во времето на Оклахома они во ќе дојдеше таков клач момент, паѓаа со Весбрук. Исто беше и со Бруклин, ако видиш, шутот ќе го земам тој последниот со Милвоки, се едниот го дава. Кази, да, другиот е бунар. Феноменално тежок шут. Да. Другиот исто толку тежок. Другиот скоро ист таков, он пак си зима за Airball. слобода да го земе тој и завршува ербол. Не знам, ете, затоа и ќе му остане флека, мислам дека тоа со Golden State, затоа што Апсолутно тоа, за сва времена ќе му остане. и покрај тоа што и Golden State можно е да не освоеше пак титула. Они уште во финалето, ете, со Кливленд веќе ги добиваат во тој состав, во стариот Да, состав. во стариот состав, да. После доаѓа Дурант и се неприкосновени. Ама После со 15 утакмици у плейофот освојуваат, тоа е најдоминантниот плейоф ран на една екипа. мислиш 16-7 за тоа? Дурант игра 15 утакмици, изгледа се 16-7, да. Дурант веројатно пропушта. Пропушта 2. Он игра 15 у тој ран. Видов случајно кога го чечкав на баскетбол референс дека 15 игра. Али тој е најдоминантен плейоф ран на сите времења, заедно со на Лейкерс 15-7,
со тоа што ви имаате една утакмица Да. повеќе, па процентуално нели се качуваат се малце подобри. Порано првото коло си играше до 3 добијани, нели? That's right. За Дурант, кај фан базата, например, за секојаш дам как ќе му остане тоа дека така Лешперски ја напушти екипата и многу се свртеа против него и многу не може да му опростат од тогаш. Кај неговата фан база После нема Golden да... State, Бруклин, па Феникс и оне тој што го донесе наративот дека звездиве он уствари е првата звезда што почна да брка супер екипи и што почна да брка титула така со да помош на кажеш. супер екипа. Па мислам дека е првата. Леброн Леброн, е- он отиде веќе у комплетна екипа, он отиде у шампионска екипа, им се приклучи на Кари, на Томсон и на Грин. Добро, сега може да е ова Леброн веќе... и Бош Ти не си се упрашање. Исто ти се е. склопија заедно у Мајами. И Рей Кейджи исто се склопија. Ама овој веќе му е ова трета екипа кај што Да, Кейди константно брка се склапа, константно. да. Се склапа. Константно ги има комбинациите. Има комбинации, да, малски кажам. Дури сега кога го праша, мислам дека на некој прес дали ќе ја заврши кариерата у Феникс, као го фатиле дека да завршам кариерата, па не знам, не размислувам за тоа као still leaves the door open А, for another. не знам дали виде combination. ти, на Твитер имаше некој човек близок до него и многу интересно беше кажано у стил човеков вика не смеам да зборам многу и после тоа кажува самото све тоа што е одма ти зборено. кажува, да. Ама вика има некој муабети, онда се врати кога ќе се врати Сиетл. Аха. Сиетл Да ги сега зборат. скоро дека треба Сиетл да и Вегас као два нови експанзија градови, да направи. експанзија и у NBA. Ликов вика не смеам многу да зборам, ама се прави муабет за Кейди да се врати у Сиетл и тоа е се кажано. Да. И ќе биде многу интересно пример ако што знам сега Сиетл он беше у OKC порасна. Добро, у Сиетл да. има една сезона. Една сезона, да. Ако се врати у OKC, ем ќе влезе пак во супер тим, ем ќе се врати дома што се вика, тоа му е win-win за него според мене. Да, у Сиетл у нова екипа знаеме новите expansions тим како доаѓаат Да. на сцена. Да. Малце тешко име, тежок е патот на нова екипа. Имаме видео за хит, чак може да ми го ставиме на гледачите тука да го одзирнат. Друго, за Дурант у Сиетл, која дојде. Пример, он почна со 20 ППГ по утакмица и ја уште тогаш, можда не уште у Сиетл, ама у Оклахома уште у рани дани, го сматрав као едини што може да го помине Джабар у поени. Уште тогаш кога се мислеше дека значи добро Леброн не беше ни блиску нели у овие до оваа бројка. Како тргна Дурант и он доста млад нели влезе, ја уште тогаш мислев дека он е едини што може да надмине Джабар. И еве повредиве да не беа, ќе беше навистина блиску. Да. Според математиките он би надминал 40.000 доколку би бил здрав. Да. Сега у Сиетл нели влезе као втор пик после Грег Оден. Грег Оден прв пик, играч кој имаше таков неверојатен хајп, уштеден у низата на лоши пикови на Блейзерс. А сега лоши. Не е тоа по нивна кривица, не е нити по па нивна Сем кривица. Пул е нивна кривица. Што испаднале лоши eventually. Да, што лошо се заврши. Да кажам, Блейзерс веројатно се проколнати од некој баскетбол гац и немаат среќа у драфтот. Едини добар пик им е Дем Лилард, онака. Да. Можда у историја. Затоа Некој што висок пик. Да, добро. Сега Муаветов кај ме води, ни пиша поздрав Дај му до... шаут-аут, дај да ќе го прочитаме. Да, Златко, поздрав до Златко, ни пиша на Инстаграм, ни предложи тема за да збориме за играчи чии кариери згаснале прерано. Точно. Заради некоја повреда. И зашто до Грег Оден, го памтам драфтот као... Па уствари да не го читам, кажа све што Да, кажеш. Златко е човек. Да, поздрав до Златко, шаут до Златко. Бидете и вие Златко и пишете... Така, тоа е пораката. Ајде, Да. терај. Оден имаше неверојатен хајп, човече го сматраа као the second coming of Shaquille O'Neal. Да. И ја бев многу хајп за него и кога дојде и нешто слично као Зајон и Джа Морант
у понова ера, Зајон исто многу беше хајпан, па не играше првите сезони, Джа Морант го помина во успехот во NBA, али Дурант како влезе да гази и уште у првите 2 сезони се виде дека ќе биде баст Грег Оден, а што ќе беше да беше? Баст. Не Ради се гледа, повреди, нели? Не се Колената. гледа уште во првите 2 сезони затоа што сите заради потенцијалот се надеваат дека он може Да, да не ќе биде престанував, здрав. да, не престанувавме да се надеваме неколку сезони, тачно. Затоа и Мајами се коцка, Го зема. се коцка, не се коцка, него Иде ето за така. некој минимум таму. Да, го троши место во шампионска екипа за да го земе затоа што си мисли ете, ако има една сезона здрава може да нешто како не знам кој да кажам сега Грент Хил посем толку повреди што во Феникс дава продакшн како Шон Ливингстон што посем толку повреди фаќа. И Шон Ливингстон можда е една од најстрашните повреди онака. Да. Во секој случај прашањето беше играчи Играчи што ја завршиле кариерата поради повреда. Добро, еден е Оден, сега ќе си ги кажуваме како Па еве сега блиски кажи до- ти, да. Добро, јас мора да одам со мојот играч, Со овој над зидот. со овој над зидот. Абе ја не би го ставил него баш у, не знам, он си го дае своето. Као видовме доста од Аринас, не знам. На Као колку, и за- на колку години мислиш ти дека се повредува он? Па не знам 28-9. Многу е далеку тоа од Вистината? на 24 се повредува. Не бе. На 25, извини. На 25 години се Сакаш повредува. да кажеш трите јаки сезони у Вашингтон му се пред 25? Да. Не бе. Да. Еве ти, 2006-2007 има 25 години. Јас ке речев 24 и сакав да проверам. Во таа Damn. сезона, он е 8 во MVP voting, NBA, втор тим на NBA Damn. и 28,4 поена по утакмица у топ 5 скорери е. Да. Значи од најозлогласените Не страшно од најозогласените, тачно. 25 години има тогаш. Ја мислам поише од него дека го зезна Entering his prime. тачно, ама ја мислам дека повеќе штета му нанесе инцидентот у ваквото него повреда. Е па тоа е големиот мисконсепшн, недоразбирање за него. Најголемата мистерија. Како човек што го гледал, Аха. ако почнете да копате во статистики и на вас ќе ви стане јасно, Аринас од која се враќа од повреда апсолутно не е истиот. Нема експлозивност, му влие и на шутот. Знаеме сите колку е битно милисекунди се во прашање во NBA да си Да, за да wide open да. и да си heavily contested, Точно, значи да има рака, милисекунди. Ако немаш експлозија од коленото, не бидеш можеш да затворен, креираш да. ни шанса за кош, ни ништо. Аринас едно 2 до мислам дека 2 сезони нити игра, прати се враќа, игра 13, се враќа игра 2, се враќа игра 32. 3 години Тоа е 3 вода. години во аут и тука е инцидентот на третата година. на третата година. Да. Стварно е misconception. Дали ќе бил инцидентот или немало да биде, посем во Орландо не личи на Не личи. ништо. И од тука веќе Апла се завршува кариерата. Да. Не, Ама- страшен играч. Според мене, значи човекот шутна и си отиде дома. За победа шутна и тргна да си иде дома. Од тоа боле Од нема. хайлайтот, да, си иде дома после тоа и ги Е, закачува па ти ги иде. Да. Не, Ептен Killer Instinct, као ја би го, у тоа време ја го ставав рамо до рамо со Коби. И па особено посем 60-ката. Шееската на Коби ше мора мора да да, ставиш. да, да. А он вика дека најдобра утакмица, вика не ми беше 60-ката, него посем тоа реваншот во Вашингтон, што Коби му е наоштрен, Аха. а Аринас пак дава 38. И он си ја сматра таа за појака. Таа си ја сматра за Пошто појака. Коби дошол на оштр. Да. Legit. Вистина Лейкерс степат, ама во дуелот, нели, еден против еден, Да. Аринас тоа си го сматра за подобра утакмица. Па добро, да, тоа е врз база на сите причи што ги знаеме за Коби која ќе им се наоштри на некои играчи. Да. Знаеме Кајри како го затвара, знаеме Вейт како го затвара. Да. Така да, легит му е на Аринас овој стейтмент. А Брендон Рој, Уф. исто страшен играч. Многу убав играч, на своје темпо си игра, полека, секојаш Да. знаеше кај сака да стигне. Да.
Исто што викаш, сите шутеви изгледаа како добри шутеви Да. на Брендон Рой. И имаше Уште еден од таборот на Блейзерс, кај што таман Да. се разигра, таман мислевме дека и таман Блейзерс мислеа дека го имаат онака заедно со Олдрич тандем. убава екипа има Многу убава екипа. Со Многу убава екипа. Зашто сега ми бега И има и французинов? добра регулар сезона со 50 на победи, Да, ако не се лажам. Ник Батум, Весли Метјус, од оние интересни екипи, јас што ги викам. Да. Интересни екипи, онко ќе видиш, гледај уште во рукито, Он на колку? На 23 се повредува, на 24 исто. Така нешто, многу млад. брат, што да ти кажам, во руки сезоната игра 57 утакмици. Добро. Кажи ми Понатаму- после All-Star, кажи ми на колку години прекинува. Он прекинува на 28 години, не игра веќе. 27 години цела сезона пропушта, 26 години 47 утакмици. Па тука е 26 се изгледа. Он имаше хроничен проблем со колената. Да, дегенеративна. Да, он не можеше уопште природа да е крене тоа. глава од колената. Да, и таму не е оноа скинат менискус, скинат лигамент кај што можеш да крпиш. Мислам дека со раскавицата е проблем, кај што ако почне да се троши раскавицата, Да. нема спас. Нема спас. Барем се уште медицината нема начин да се регенерира тоа. Ти поише си со колената, поише го разбираш тој термин. Ајде сега шеста епизоду поред кај што збориме за моите колена. А ја пијам вино за да заборавам. Не, колената се главен проблем кај сите овие играчи што Сега видовме дека и кај Оден, да. И кај Бајнам, Ендрю Бајнам, да, еве ти твоја болна точка. да, Лейкерс после 2 шампионски титули, третата се повредува Бајнам, у третиот ран фактички за 3 пит. Дали он во првото финале со Бостон е повреден или не е драфтан? Ја мислам дека е драфтан е, повреден и драфтан затоа е. не можат да парираат они. Не, драфтане, ама не игра многу он. А може и ич да не игра, ама не игра ни многу у тоа финале. Стој. Мала минутажа има таму. Не е уште 2006-та, не е уште 2007 докажан играч. Он е мислам со Рондо у иста година драфтуван. игра само прва рунда против Феникс. Претходно во сезоната си играл, најверојатно не е докажан. Не е уште докажан тука, мали Најверојатно. просеци има, да. Добро, како и да е, уште еден играч со многу Абе, они во првата краток титула прайм. нема многу минути. Он него All-Star сезона му е 11-12, мислам дека. 11-12 му All-Star сезона. Така, да, значи 11-12 тие веќе тоа ти се после титулите тие таа All-Star сезона, значи он таман почна да гази. Ја памтам таа утакмица против Двајт Хауард, тоа беше дуел ептен, онака со го хајпаа дуелот, дека еве сега нов центар што ќе го предизвика Хауард. Хауард доминираше со лигата у тоа време и важеше за најбољи центар, најдоминантен. Бајнам искочи као некој нареден што може да му го превземе, да речеме, Приматот. приматот. Многу јака утакмица, добра битка прикажа. All-Star беше сезоната и после тоа се повредува. После All-Star сезоната пропушта цела сезона. И после го трампаат за него, за Хауард. Човече. После тоа 26 Не заигрува утакмици. после тоа. Да. Од екипа у екипа, што викаш Не, ти брат, он се надева сите дека може да ќе заздрави, може да ќе дае нешто придонес и у Фили го трампа. Абе, он губи една цела сезона ради повреда и посем тоа една цела сезона Многу, поделена да. измеѓу Кливленд и И Индијана. он колку, и 28 години? 26. Овер. Ова е неверојатно. Неверојатно. Ептен талент, страшен талент. Од All-Star до надвор од лигата во 2 години. Што ќе кажев дека уште као руки покажа онака shades of што ќе биде со Шек, тој Да. back to back possessions, Possession. iconic possessions, која иде прво Шек му ја куца, нешто има тука гурање Кошкање, и гурање, кошкање, Шек само он што го си отиде турка, од... да, само што си отиде од од Лейкерс, он го турка и овој после ја бара топката, ја добива, му прави Како dream за- shake, Како као за руки, многу јака поставеност. многу јак спин му прави, го избацува скрос од сликата, дава кош и после пак има кошкање на другата страна и тоа Шек му влага со лакту, Да. Еден Врат. од најисхајпаните дуели, тоа мислам дека Christmas публиката Day збесна. дуел, да. Да. Многу јак дуел. Коби мораше да улетува тука да ги смирува страстите. Добро, мора да го спомнам тука кога сме кај скорери, ги спомнавме на почетокот и сега сме кај повреди.
оно во множеството заедно е Трейси Мегреди. Да. Иако Трейси покасно малце му почнуваат повредите од овие од другиви играчи, ипак таа екипа на Хјустон мислам дека можеше да стигне далеко ако беа он и Јао здрави. Да, и двајцата беа инџури прон. Уште еден играч. И за Јао можда и повеќе се знаеше дека ете ќе се мачи, он со стапалото имаше проблем, ама кога беа здрави, он од висината и од тежината уствари, така. Да. И за стапалото се збори дека ако еднаш ка пукне, дека многу е проблематично и сите се плаше и за KD. Првата повреда на стапалото, таа е истата како на Јао. Добро со тоа што Јао тука има плюс можда сигурно 100 кила од KD. Случај, да. Меѓутоа, кога беа здрави двајцата, беа феноменални. Имаше една сезона што јас пред да го почнеме подкастот ја барав која беше точно, кај што има Хјустон 20 и кусур победи, 22-3 победи поред. Незауставливи беа. Да. Како рипаат од 8 место на второ на западот. Па ништо. Имаме видео, мислам дека видео за тоа, да. Дека рипаат таа година западот е, мислам дека 8 место со 50 победи, нешто или со 48 победи. Мислиш дека е истата? Мислам. Која не влага, онака имаш екипа што со Golden State со 48 не влага. Да, тоа е страшен запад, човече, страшна конкуренција. И тука паѓа Јао и веќе немаат, они заедно немаат комплетен плейоф ран изиграно. Да. Никад. Да. Тоа е стварно што ќе било да би било. Тоа е стварно штета. Пјур, која е за скорерите, пјур скорер. Да. 13 поена у 35 секунди. Се уште неповторено. Не знам дали тоа е една од стварите што нема никаде да се повтори у NBA. Да. Као што ако ќе видиш па на екипа на Поп се дешава тоа. Против Сан Антонио. Против најтврдата екипа. Да речеш со некој со Шарлот, со со играчи што несериозна екипа. Безвезна екипа, несериозна. Ајде, ама со Поп. Да, Боуен го чува нон-стоп тука на. Дали е тогаш Боуен не ми текнува? Е, како не. Тој што ја губи последната Браун. Последниот мислам дека еден со стегач на главата. Девин Браун. Ама и преку Данкан шутира една, да се сопнува од ништо. Ја гледав уживо таа утакмица многу јака. Многу луда утакмица. Треси примери со јака екипа ќе беше у Орландо, Хил да заиграше некад. Таа екипа со Хил и нели руморсот муабетите дека и Данкан може би кидал, дека бил на чекор до трето Орландо. После тоа испадна дека или како по негово кажување дека не е уопште тоа вистина. Не било баш така близко. Не било баш така близко. Добро, види, тие се многу као имале добар пич Орландо, која бил фри ејджент, ама пред пичот на Сан Антонио и после тоа такви големи потези не се сведуваат на еден момент. Да. Тоа се преговори. Да. Поготово звезда од таков калибар како Данкан. Во сезона кај што е слободен агент. Таа екипа на Орландо, пример, со Грент Хил, Трейси ги носи у плейоф овие сам. Четворица маријачи тамо. Човече, тие еве вака да ги видиме сега на ростер. Ендрю Деклерк да влезе низ врата, нема да познам. Да, Ендрю Деклерк. Друг годен е руки таму и има феноменален плейоф, дава таму по 15 поена, по 10 скока. Втор најдобар играч ти Ендрю Гуден у руки сезона. Значи, која е таа екипа? Со Гордан Гиричек као трет играч. Па збориме за кој играч како ќе му се наместат коцките и на Мегреди, така некако. Не му се наместени. Иде у екипа со маријачи, ваму кога има добра екипа па повреден. Да. И ќе речеш Башка маријачи, Башка Док Риверс тренер, 3-1 водат, губат од Детройт. И посем ќе речеш не излегол од прва рунда. Не треба да се сведуваат се на така, на еден цитат, на еден наслов. Да. Исто која Арина сега нели кажавме, ган инцидент. Не се излезе од прва рунда, ама не влезе у игра со Сан Антонио. Да, тоа е како фуснота киде доле. Добро, само сакав за Грент Хил да кажам. Интересна ствар, не знам колку... Ја пример не ја знам на Грент Хил, повредата примери не ја памтам. Од драгите гледачи не знам колку знаат, Детройт
Да. Најубавите дресови, by the way. Најдобрите дресови, дресовите, Да. кога се повредува првиот пат во Детройт има муабет, теорија, па не е ни теорија на заговор, мислам дека докажано е веќе, дека докторскиот тим на Детройт знае дека ова е дегенеративна повреда и дека ќе иде од тука само надоле. Они го знаат тоа и го трейдаат во Орландо, не го пријавуваат, го прикриваат. што се вика го закрпуваат да може да игра, ама они знаат дека со тек на време таа повреда ќе деградира и ќе се повредува. Као кола која ќе продаш на решиш да ја продаш, ти откажува нешто, ламела ти откажува и идеш само ја переш. Да. На хемиско ја носиш и ја даваш во оглас. Па ете, тоа е една од 48 причини зашто ја не полагам за кола. Уште не би сакал за да купам кола на старост, знам дека тој што ја продава има зашто ја продава. Нормално. И зашто сега ја да ја купам? И никад не е вистинската причина зашто барам поубава да си купам. Апсолутно. Апсолутно. И така да, еве, апел од мене, немојте ни вие да полагате, возете си Xiaomi тротинечија. Не гледаат све од 25 до 35, све се положени. На кого се обраќаш? И тоа што. Ако има некој да се мисли, да е на пола ум, апсолутно не ви треба. Да, тротинече купете си. Да. Следен играч можеби при срце што ни е на сите, на овие сега што гледаме оваа генерација. Така, Дерик Роуз. MVP. Страф и трепет низ лигата кога беше здрав. Уште на 22 години, на 21 година, страф и трепет, најмлад MVP. Да. Исто многу добра екипа Чикаго, Мајами проблеми имаа со нив и Дерик Роуз се повредува. Супер тим од калибарот на Мајами ми текнува као вчера да беше во емисии, во тек на сезона луѓе ги ставаат Чикаго како главен фаворит. Да. Пред Леброн, Вейт и Бош и целата Чикаго екипа. многу добра регулар сезон екипа беа и беа стално први, мислам дека од тие неколку години. Беа стално први, Тибодо тренер, Коска тренер. Ги гори до крај јаките играчи, знаеш дека Коска одбрана. Регуларен дел, да, јака одбрана. Во регуларен дел знаеш дека ќе бидат многу јаки. Дерик Роуз е веројатно најголемиот what if у историјава вака на NBA. Точно. Абе ти имаш до ден денес, не ми текнува сега кој кажуваше дали Джеф Тиг во неговиот подкаст, кој ти беше најтежок мечап, кад Дерик Роуз. Не можев со очи, не можам да го пратам, не па да го чувам. Сваќаш. Да. Мене точно ми текнува на една утакмица против Њујорк, што правеше човекот, леташе. Значи такви куцања, такви оние неговите дабл клач. Дабл памп. Положувања. Да. Од една на друга страна. Не знам дали си го видел оној жити све најди го, стај го скока, прави дабл памп на пас. И играчов што чува се врти по деме ќе ја фрли таму, не ја фрла на друга страна. Значи на пас прави дабл памп. Од тројка скока, така нешто? Не беше од тројка. Еве го тука ќе иде, да. Не, со Весбрук двајцата беа динамитни со тоа што Роуз беше по-паметен и по-ефишент Весбрук. Па го прво и основно имаше флоутерче на кое што може да се ослони секогаш. Да. Прва работа. Втора работа беше многу по... Исто беше пас фрст, мислам дека, играч. За разлика од Весбрук. Добро, Весбрук посем тоа, нели, од кога се трансформираше од MVP сезоната па натака, нели, да. Стално ја водеше лигата во пасови. За Роуз би рекол дека знаеше кај сака да стигне. Весбрук беше апладив. Да. Знаеш, ќе фрли нерезонски шут, ќе се крене од било каде. Да, ќе отиде со глава од зид знаеше кај сака да стигне и поубаво го користеше телото за тие маневри. Да. По-ефишент и по-интелигентен играч. И покрај тоа што исто тројка никогаш Роуз барем во првите години кај што беше атлетски јак, апсолутно не му беше оружје. Посем тоа малце некое шутче направи од кога виде дека не може, нели, да се ослонува веќе на физички предиспозиции. Ќе преминеме на наредна тема, знам имаше спремно ти. На нареден играч да преминеме да заокружиме со овој. Да, можеш да не воведеш
Сега. Па да, кога сме ете што викаш множеството, од две теми да заокружиме, Ајзеја Томас вчера дебитираше у дресот на Феникс Nice. Санс. Многу ми е мило вака што гледам назад на NBA паркетите, иако направи влезе и ербол на еден леап. Трема, добра. Трема, да, прва утакмица после долго време, Мајти Ајти се врати. После он колку пати онака се враќа, цело време се враќа човекот. Цело време се враќа и цело време вика, еве сега сум тоталка здрав, не сум бил волку здрав 5 години. Да. Многу ми е криво што ете од таков скорер, такво играчиште, да не речам, што да речеш човек дека од колку он е со тебе вака ќе се у висина. Со мене не може никој, ама 175 скоро ком. Да, значи речеме. 175 да носи на плеки што се вика екипа у плейоф и кој е таму? Таа сезона е пети во MVP гласање и втор тим All NBA. Да. Значи решета 29 поена по утакмица. 29 поена. Кој е трет скорер? Дава трет скорер Трет на скорер у 175 сантима. Да, на 175 човек. сантима. Метро и жилет. У Бостон, да. Па и он беше страф и трепет. Страф и трепет. Значи им дава по 30 поена, го гледаат сите малецок толицок, си прави што сака на терен. Да. Голема штета е он колку пари испушти. И Бостон мислам дека слична приказка како Детройт со Грент Хил. Знаат, Мислиш што они знаат дека има он повреда па не го потпишува? Да. Знаат кое е нивото на неговата повреда. И јас точно ми текнува мене на една тема на Reddit. Аха. Ова е 5 години, колку има веќе назад. Да, која е 2017-18? Пишува лик на Reddit, вака и вака, вика оваа повреда е деградациона и киде само надоле, од тука нема да биде он подобар. Го читам тоа на Reddit. Ама викам, ајде сега, имаат они доктори, едно друго, нема сега овој ликов од Reddit да го слушам. Ама во глава ми е затоа што го прочитав. Да, и стварно беше така. И стварно беше така. Чудна работа, он требаше макс договор да земе, после тоа се ташкаше за минимуми. И у Лейкерс, и у Кливленд, и сегде, кај не беше. Значи правиме разлика дека он изгубил 89 милиони. Исто слично као Бајнам, од All-Star до надвор од лигата за 2 години. Да, негде игра на 10 дена, па во Вашингтон игра 40 такмици. Па тоа му е највише што изиграл у сезона после повредата. Да. Али кога правиме муавет исто за скорери и кратки прајмови, во тие 2-3 години он беше незауставлив. Оган. Незауставлив. Многу беа интересни за гледање. Многу ги гледав со Горијан, со мој другар ги гледавме, ептен беа преинтересни за гледање, стварно. Екипата е Ајзеја Томас, Ал Хорфорд, Бредли, Джей Краудер, Амир Џонсон. Од клупа влага Маркус Смарт и Джейлен Браун. И Тери Розиер по 4 минути на утакмици има. Да, добра екипа. Кели Олейник не сме да се заборави. Ако некој таков играч што не би рекол дека треба да ти биде страф, мене ми беше страф од Кели Олейник, Мајами Лейкерс у баблот у финалето, например. Да, значи као не можеш да си речеш дека овој играч е некој дека треба страф и трепет да биде, ама такви неочекувани бомбастични партии знаеше да извали Кели Олейник, страшно нешто. За мене играч за титула он. Да. Многу корисен играч, брат. Паметен. Сите целиот дирти work го прави он за сники на моменти пред дирти у овој баш плейоф. Ако не се лажам дали е овој на Кевин Лав кога му исчашува раката. Тука е Бостон Кливленд, да, изгледа таа е. Пошто ја памтам видеото дека Кевин Лав е Кливленд, а овој дека е Бостон. Може да е. Не, добро, да. Може да е у сезона. Уште еднаш играат. Или е сезона или е плейофот, да, али ништо Ајзеја Томас е на 10 дневен, мислам дека контракт со Санс. Да. Гарбич тајм, ама ако ништо друго да го потпишат до крај на сезона, би ми било мило. Ќе им биде мило. Со оглед на тоа што он имаше и многу приватни, многу лоши дешавки у животот. Стварно ќе ми биде мило да го потпишат. Добро, али на тема на кошарка во плейоф нема да биде фактор. Да. Затоа што на Тенимор. На Тенимор, затоа што со тој продакшн он што ќе го дава во напад, во одбрана ќе биде тотален мисмеч. Да. Ќе го таргетираат. И тоа ме нервира кај Америте. Одредена група на луѓе
Кармело го избрка од лигата, Ајзеа Томас го избрка од лигата, не знам кој го избрка од лигата. Друже, никој Не ги Ајверсон, никој никого не брка од лигата. Значи, ако играчот е добар и ја мислам дека ќе ми помогне, ја ќе го земам и ќе се тепаме ја и ти за кој да го земе. Апсолутно. Ама играчи high volume скорери, како Ајверсон, Кармело и Ајзеа Томас, кои што во одбрана не ти даваат ништо, кога ќе почнат да стареат и кога веќе не ти го дава тој офанзивен придонес, Да. а уште зима висок волјум на шутеви, значи сега те повредува во напад, зашто он си мисли дека е истиот, а те повредува и во одбрана затоа што не чува никого. Треј Јанг ќе биде следниот таков играч. И да знаеш дека ќе биде. Да. Сега е звезда пошто е у прайм и како Ајверсон што викаш, хај скорер, ама кога ќе почне да му паѓа продакшн, За него и малку познат факт е дека он не е ништо посебно од тројка. не, Стално апсолутно е не на топ да. листи, нели, со дугачки тројки, Да, со ама звукот на ефишенси му е сирена. катастрофа. Ефишенсито му е просечно Да, од тројка да. и малце ако почне да склизне со годините плюс. Добро, да, и ние имаме еден таков проблематичен дило у екипа. Добро, ама Лейкерс не мора да се секираат за Не ги ни плейоф збориме или за веќе титула Лейкерс. или за вакво, да. Не мора за тоа да се секираат, секако не стигаат далеко. Што имавме? Немој од сенка да изненадиме. Ајде. Што имавме друго? Па ништо, мислам дека листава со повредени играчи што ја завршиле кариерата, мислам дека ја заокруживме, ја завршивме. Еве нека не дополнат гледачите. Да. Кога зборевме веќе за скорери, исто многу јаки, може да се пребациме на Шеј Гилджус Александар. Александр. SGA е пети играч во NBA историјата што во една сезона има дадено 50 утакмици над 30 поени. Значи, тука се Мајкл Џордан, Коби, Харден у таа лудата сезона, Треси Мегреди, исто у неговата луда сезона таму 02-03. Со Орландо. Да, и пети играч е SGA, човече. Го кажав и пред некоја епизода, константен, секоја утакмица 30 дека ќе ти дае. Да, да. И самата листа што ја кажуваш, играчи се што барем и за одреден период, барем и за години во кои влегле во оваа листа, имале нешто што е незапирливо, не можеле лигата не може едноставно да се справи со нив. Џордан го тргаме веќе. Џордан има две сезони има. Добро, нели други цела се сите кариера. по една, да, други се сите по една, Џордан две. Не знам, Мегреди таа сезона во Орландо стварно прави глупости, по 60, по 50 дава, игра сам. Би рекол, мора да ја спомнам. Коби е во сезоната со 80 поен. Со 80, со серија од 40, како беше нешто? Он има и по 50 серија, 4 утакмици со по 50 поени. Да, со по 50. Таа и мора да ја спомнам за мене, јако ја пратев таа сезона и е златната сезона на Хитчек, пак се навраќаме на тоа. Харден? 2019 Харден. Значи човекот стварно цела лига не знаеше што да му прави. Да. Јута почна некоја нова одбрана да измислува, ќе го браниме од позади. Да, многу значи, јако. Значи ќе му даеме да не помине, ние ќе го бркаме од позади. Само да не земе тројка, да. Да не земе тројка, па ќе го насочуваме на кај Гобер и демек да му правиме притисок. Да, многу интересни клипови ќе гледате. Да, ако ставиш клипови ќе се види, значи тоа се затоа Харден ќе го ставам во прајмот еден од значи топ 10 скорери што лигата го има видено. Па може и у топ 5, брат. Знаеш, Харден со глупостите навака натака, па со кој се скарал, со кој 2-3 сезони стварно беше огано. Па дебел бил, па стрейт цакал, па не знам што, не знам како, знаеш. Ама кога играше Харден, стварно не се знаеше што, не знаеше што да му прави. Као Јокич и Дончич сега на пример со тие stat lines, значи апсурдни линии, апсурдни статистики. 60 point triple double човекот имаш. Луди, неверојатно. И кога збориш за сезона кај што ете од 9 дошле до 2 за Хјустон, кога рече он со Хјустон имаше сезона, на почеток на сезона имаат лош старт и се 13. И Харден оди на неверојатна серија, нереална серија од 30. Има едно 5-16 утакмици, да не лупнам се, ама
Не, добро, 30 плюс, single-handedly сам на свој грб ја става екипата на врв. Да. Во рок од 20 утакмици. Машина у напад. Стварно машина. Ова го имаме зборено, еве малце ќе скокнам од темата, како што Харден кога излезе од OKC и експлодираше во Хјустон, мислам дека таков играч може да биде Джейлен Браун од Бостон. Сега е втора пушка. Не. Сега е втора пушка Джейлен Браун во сенка е на Тейтум. Веќе колку години, али да отиде во друга екипа кај што ќе биде сам тој што ќе ја носи екипата, као SGA у Оклахома или као Харден у Хјустон што беше, Браун мислам дека исто би експлодирал офанзивно и дека би имало просек преку 30 поена. Ладно. Ама ќе застанува секојаш во втора рунда плейоф. Пошто веројатно не е играч што не е прв играч за титула. Види, ако си не знам кој пример да го дадам. Гледај, со Василije Мицич може да видиме дека ако си прв играч, тој што ќе има топката најмногу у раце и најмногу минути во некоја бош екипа, дека можеш да дадеш по 20, по 30 кош. Добро, ама што ќе му е сега на Джейлен Браун да иде во друга екипа? Не, апсолутно не му треба. Он не е дека е изразит втор. Да, се фокусираме сите на Тейтум, меѓутоа ја би рекол дека со они 1 Б. Зависи од вечерта, брат. Да. Джейлен Браун експлодира некогаш. Апсолутно. И знаеме дека едниот без другиот не може. Као Дурант и Весбрук. Со тоа ќе кажав, повеќе беше изразен Дурант како прва опција, а Весбрук како втора. Последните 2 години тука бе. Овие двајца. Последните 2 години тука бе. И сега, Браун оди далеку секоја сезона со Бостон. Значи шампионски фаворит секоја сезона, прва работа. Да. Втора работа, макс договор зема. Да. Како што Не, ја не зборам дека киде негде или дека Значи тука има пари, има статус и има игра. Да. Може кој сака шут да го земе. Ама еве и Харден имаше игра у Оклахома, не знам. Са шести играч. Мене не ми е јасно. И не сака да го платат толку колку што он сакаш. Тоа не сака, Джейлен не сака Браун да го го плати платат. колку што сака. Да. Тоа е веројатно разликата, на крај се сведува на парите, кога некој играч така што бил малце во сенка, не е прв играч што ќе дава многу солиден придонес и после и си мислиш, ти си викаш зашто овој би сакал да си отиде. Као никој не гледа причина, ама на крај се сведува до парите. И као Браунсон пример од Далас, никој не ќе екипата да го потпише, нели не ќе да му дае макс, не ќе да му дае толку колку што мисли он дека заслужува и едноставно играчот ќе се отиде. Добро, конкретно ќе се вратиме на SGA, сакам да искоментирам за него, ама пошто сега сме на оваа тема, исто да дополнам. Во случајот на Брансон, во моментот кога потпишува со Нью Йорк, има луѓе што го зборат тој договор како преплатен. Значи, Апсолутно Брансон сите мисли, ја мислев дека е преплатен. Не е докажан тогаш како играчот што е сега. Не. И ја мислев дека е преплатен. И сега не можеш до крај да ги кривиш Далас, може да можеш да ги кривиш од точка која што они имаат екипа што веќе мислам дека конференциско финале игра со Голден Стейт таа година. И сега ако ти е комплетна екипата, ако знаеш што имаш, са плати го и овој да се задржи јадрото. Да, ја не ги кривам затоа што и Брансон сам има изјавено неколку пати дека нели кога доаѓале тие точки во сезоната кога требало да се у принцип кога се потпишуваат играчи, кога се прави екстензија на договорот, имале неколку пати разговори со управата, и тогаш не станувало збор за 100 милиони како што потпиша со Нью Йорк, него станувало збор првиот прак за 50 милиони, па после за 60-65, и Далас не келе ни првиот пат рано во сезона да го потпишат за 50, па не келе ни на полусезона да го потпишат за 60. После All-Star break, он искака и после вика не важи оваа веќе бројка, тачно. Тоа е друг муа. Да, али на дедлајнот пример за 60-65 исто не ќе да го продолжат, и после тоа ја губат шансата. Добро, да се вратиме на SGA. За SGA сакав да кажам дека имаат нели овие јакиве скорери, нешто што лигата не може да го свати кај нив. Да. Секогаш ќе се враќам на начинот на кој што Зек Лоу го објасни. Зек Лоу е ESPN подкастер, го спомнавме прошла епизода. Значи ако пратите NBA мора да го пратите него обавезно, најдете го. Зек Лоу го објаснува SGA, вика
човекот кој ќе почне да се мушка вика по одбраната ти е како да сакаш да фатиш риба со гола рака. Озбилно. Ти се озбилно. лизга. Многу добар опис. Нигде не можеш да го Многу добар опис. тоа ми е во глава секој. Snaking through the defense. Од тука меѓу раце ќе ти помине, не можеш да го фатиш. Многу добар опис. И стварно си стига до кај што сака, Да. до крај иде до кош. За него ли бе беше брат статистиката од рекет поените или се лажу? За него беше? Дечки, Трета е во моментално. да, во топ Points in the paint. 5 е во поени во рекет. Трета. Останатите се тешки центри. Значи нормално центар ќе ја земи и ќе ја стави под кош. Бек. И тоа ти кажува дека он кога сака, кај сака, Да. стига ќе си ја стаја од внатре. Тука ти кажува и дека Джаморант е повреден, затоа што Он беше лани. да, лани или прехлани лидер беше. Лани изгледа. Лани. Лани беше прв Да. Джаморант, ако ти текнува. Али SGA стварно како се шмугнува низ одбраната, Да. свака час и со играчот на грб ќе го стаи Да. секоја чест. Го зборевме и тоа за успехот на екипа на Оклахома, млада екипа, прво место моментално. Се уште чекаме да се клизнат, не се клизаат. Не се клизаат. Сериозен контендер, можам да кажам. Излезе некоја статистика, видов пред некој ден, дека у задни 30 години 28 екипи што освоиле на Фил Джексон правилото. Сериозна екипа, знаеш дека е ако има 40 победи пред да има 20 порази во сезоната. Значи 40-20 rule, Фил Джексон тоа го кажал своевремено и вика у задни 30 години 28 шампионски екипи биле 40 победи пред да дојдат до 20 порази. Оваа година тоа се Оклахома, Минесота, Денвер и Бостон. Значи очекувајте шампион да биде еден од нив четворица. Да. Па добро, и очекуваме. Ја очекувам Бостон да игра финале секако. Да се прошета до финале. И ваму очекувам било кој да е да помине кроз Денвер. Апсолутно. Значи ако не е Денвер, таа екипа што ќе тепа со Денвер ќе биде јак. Дојде вчера таа утакмица што ја напоменавме пред некоја епизода дека и мора да се поправиме, не сме ние тука нели да фејкаме или нешто. Јас кажав неточно, кажав дека Денвер откажува присуство во Белата куќа заради утакмица со Минесота и тоа беше точно. Меѓутоа јас кажав дека утакмицата поминала и Денвер тепале. Ама ти уствари си предвидувал во еднината. Јас уствари предвидов дека утакмицата евеја и ќе тепаат. Да, за утакмицата беше вчера или завчера. Завчера беше многу луда утакмица, дечки, многу јака. Ако ова е превју од серија со Минесота, конференциско финале. Пример, би сакал 7 утакмици од ова, имаше Ентони Едвардс чист шут за израмнување. Да. Дури ја би рекол промашиот што се изненади колку е отворен. Да, падна некој од KCP играч од значи да флопнеш ти во ситуација за последен напад кај што прво и основно требаше да фаулираат они. Да, би било логично. Денвер на крај си имаше водство, некој 4-5 разлика. Да, тројка за тројка. Да гаѓаат тројка за тројка и фаул за фаул. Ке им направат фаул, Денвер ќе погодат 2 слободни, овие тројка анулираат 1 поен. Ајде пак 2 слободни, пак тројка. И на крај дојде 3 разлика, последен напад Минесота и KCP не фаулира, него симулира, сака да изнуди фаул во напад и wide open остана Едвардс. Добро беше во трк. Претходните две ги имаше промашано, мислам негови шутеви и сето ова без Кат и без Гобер. Без Гобер. Ке би било луда серија. Да, апсолутно. Да го преживееме март само, април ќе биде ненормален. Никле го замарам цел март со ова, само да го преживееме март. Да. Март денес прв ден на пролета, дечко, март е убав месец. Денеска е прв ден, 21. Да, вие го гледате ова на вториот ден на пролета, ние го снимаме на првиот ден. Веќе вие сте влезени во пролетен грув. Да. Добро. Па ја мислам дека ги поминавме тие темички што ги имавме за денес. Значи може да поентираме со може игрица. Да точиме уште по едно. Може да точиме и идеме на игрица. А вие, драги гледачи, ќе проследите еден блок реклами. Ајде да ги запознаеме, драгите гледачи, што се деси во текот на паузата. Ајде кажи ти ја друго, куцам. Бараме играч кој на кого ќе му го даде играчот за погодување и ја го укуцувам
Тревора Риза, а Никле во тој момент ми вика сакаш ли да ти го дам Тревора Риза. Се насмеавме тука. Пури рап, и ќе му го дам Тревора Риза да видиме. Никле, сега ќе ми го даде на мене. Пошто прв го изустив. Да, пошто прв си беше 10 екипи има Риза и ќе склизнам на некоја очекувам. 10 екипи, човече. Ама пошто се многу екипи ќе ги гледам на стендингс екипите барем. Слободно отвори си стендингс. Почнуваме 3 за позор, 4 сад. Вака. Ајмо. Он е драфтан од Нью Йорк. Добро. Нью Йорк сигурно, Лейкерс сигурно, Добро. Хјустон сигурно, Океј. Вашингтон сигурно, Океј. 4. Феникс сигурно, 5. Добро. Интересна сезона, ова е една сезона, 26 утакмици само. И Кнап е сега. На петак нап. На петек Кнап. Сега ќе видам Имаш екипа пред Лейкерс. од втора дали треба да ми текне на некој. Меѓу Нью Йорк и Лейкерс имаш една екипа. Орландо, Точно. Таа ти е измеѓу. 6, а? Да. 6 екипи. 6 екипи. Имаш уште една со 2 сезони и така позначителна минутажа и придонес, а другиве ти се со по една сезона. После Лейкерс Абе, Сакраменто е. Има Сакраменто сезона. има и таму има една сезона, добро. 7. Веќе Да. Веќе си при крај. Драги гледачи, полека малце, ајде. Чедам дали интересна оваа екипа кој што мислам дека е. Веќе сите се со по една сезона. а? Заиста имаш една сезона со 2. Имаш една екипа, Една у екипа која со има 2 2 сезони и на вистина интересна екипица. И добар придонес има таму. И идат у плейоф. Атланта има сезона. Чекај да проверам. Нема. Немаш Атланта. Секако веќе сум на крај. На запад е оваа сезона, значи има 2 сезони, веќе добро, тоа не ти го кажувам, али има 2 сезони на запад у една екипа, Тенок сум. идат у плейоф Стварно не ми текну. Портланд, Точно. Ама не е таа екипата што ти објаснувам. И имаш уште 2 ти фалат. Значи Портланд ја кажа, Портланд му е исто 20 на утакмици у кариера. На крај кај играш? После Бабалот, после Портланд. вака сега ќе ти кажам. OKC не е, Денвер не е, Минесота не е, Клиперс не е. Пеликанс не ми текнува, имам некои 4 сезони кај што не ми текнуваат ни еден играч онака кој играл освен Ентони Дейвис. Далас, Феникс, Лейкерс, Голден Стейт, Хјустон. На истокот Голден гледај. Стейт не е. Знаеш, за Јута немам реколекшн, за Пеликанс немам Е, реколекшн. па гледај сега, тука е работата, уствари. Кај што немам реколекшн, Не, знам па дека Сан Пеликанс, Антонио не е. Пеликанс, кој беа Пеликанс пред да бидат Пеликанс? Па не знам, Ерик Бледсо. Не, пред да биде Пеликанс франшизата. Нью Орлеанс, Заиста, Хорнетс, да. Имаш Со реколекшн за CP3. тие? Ето, со Дейвид Вест, да, Со точно. Тайсон Чендлер. Чендлер не го видов, али 2010 дана е се Драги тоа. гледачи. Да. Едната и уште една на исток викаш дека е. Другата е на исток, последната, да. Ако не е Мајами, не знам кој е. Тачен одговор, Мајами. Мајами хит. На Атланта се клизна само. Млак. Да. Секако млако излагање беше ова. Ипак 10 екипи, добро, ама млако би рекол од моја страна. Абе, ја сум презадоволен вака. од Добро, твоето излагање. добро. 9 од 10. Идеме. Уствари ти ги кажа сите 10 со мала помош. И со една грешка. Ајде, мислам дека го имаш овој. Драги гледачи, после долго барање и трагање, најдов интересен играч. Тайсон Чендлер има 8 екипи. Време тече сад. Хорнетс, Нью Йорк, Добро, Чикаго, Далас, добро. Јак старт. Лейкерс 5, браво. и тука ќе треба да отворам стендингс. Тебе Еве ти се ти, отворени? мене Да, се бе. отворени. Значи, Кажав отвараме. 5, уште 3 ми фалат. 5, уште 3. Тайсона Чендлера. Пази, ќе има збунка, ајде, ако ти остане на крај, ќе ти помогнам. Со мала помош. Ако ти остане на крај, таа. Ама мислам дека ќе ти остане и
И... Чекај, добро, смири се малце. Феникс, Браво. Бараме уште 2 екипи. Рокетс. Браво. Добро, и ти остана таа што мислам дека ќе ти остане, тука е збунката, само тоа ќе ти кажам. Збунка. Да. Мисли убаво зашто е збунка и зашто може да има неспоразум. Дали е на запад? Не е на запад, на исток е и има неспоразум. Зашто може да има неспоразум со екипите? Затоа што некоја екипа не постои. Веќе, под друго име. Ајде. In the areas, in the In the territory. mix. In the mix, in the conversations. Ајде. Тоа ги исклучува Бостон, ги исклучува Милвоки, ги исклучува Кливленд. Ај пак понови ги кои ги кажа. Од почетокот, ај. Кој ги кажав? Да, Кој ги погодив? да. Хорнец. Кој Хорнец? Шарлот Хорнец. Не, Нью Орлеанс Хорнец. Добро. Значи има играно и Шарлот Хорнец. Шарлот Бобкетс. У Бобкетс. Шарлот Бобкетс. У Бобкетс има играно. Да. Ја у Шарлот Хорнец ќе речев дека има играно. Не, у Бобкетс. У Нью Орлеанс Хорнец и у Шарлот Бобкетс. Да. Најс. Джералд Валас, Борис Диа, Раджа Бел, Реймонд Фелтон, Тайсон Чендлер. Па поинтересна екипа од Да, ова. да. Амин. Да. Чекај да дам скорот. Ај живели само за Ајде. ова. Ај. Ама ми се свија 9 како испукав релативно брзо. Ги даде. Чендлер. Нема сите играчи што стапнале у La La Land, после тоа им ја пратам кариерата. Знаеш дека се хајпав ја овој кога дојде у Лейкерс од Минесота, речи го со долгиве раце Весли Джонсон. Джонсон. На Весли Джонсон се хајпав кога дојде у Чим си се Лейкерс. хајпал на Весли. На мозгов да не ти кажувам. Добро, уште една интересна епизодичка Апсолутно. со Винце проследена. Вака Ризлинче од Бовин. сите нека идат. Сите не кидат вака. Драги гледачи, ако сакате да бидете како Златко, Како Златко, да. Бидете и вие Златко и пишете во Инстаграм ваша тема. да ја прокоментираме. Да. Тоа е тоа. Лайк и сабскрайб, се знае, почињаме да растеме. Лајкајте ги риловите, ве молам Грмиме на Инста да се кренеме. И на Facebook поготово грмиме. Не отварајте Facebook, ако сте до 40 години, седете на Инста и лајкајте не. Да. И се гледаме. Ајде, Peace peace out. out.